Проблемот со сегрегацијата во основното училиште Гоце Делчев во Штип да се реши и да не се крие повеќе под тепих е една од заложбите на општина Штип. Фактот дека се формираат чисто ромски паралелки во ово училиште два пати ја даде на суд општината. Роберт Аџи Петров од Оделението за образование вели дека дискриминација не постои во однос на простории, влезови, кадар и слично, туку постои социјална бариера која мора да биде надмината. Во поглед на дефиниција на зборот сегрегација, не значи дека овие ученици се изолирани во посебни простории, не значи дека овие ученици влегуваат во училиштето од различни влезови, не значи дека немаат достапност до истиот наставен кадар, дека имаат достапност до истите помагала, до истите лаборатории или што и да е во училиштето, тие ги користат буквално истите услови, истите наставници, истиот влез со останатите ученици кои што се во тоа училиште. Но сепак постои една социјална бариера, односно поделеност помеѓу македонците како националност и ромите како националност, при што се формираат чисто ромски паралелки. Сега проблемот е доста комплексен. Голем дел од ромите се запишуваат во училиште покасно, што резултира до тоа да се појават чисто ромски паралелки. Голем број од македонските родители избегнуваат да ги запишуваат своите деца во ромски паралелки или бараат формирање на чисто македонски паралелки. Во изминатиот период се преземени низ мерки, а направен и акцијски план, со што би се надминал проблемот со сегрегацијата. Учениците роми добија бесплатен превоз до друго штипско училиште за да бидат во паралелки каде доминираат македонски ученици, а се подобруваат и условите во основното училиште Гоце Делчев со цел да се привлечат нови ученици. Па како прво би спомнал дека во неколку наврати беше променета реонизацијата. Тоа всушност беа едни од препораките на судот во Страсбург да се внимава на реонизацијата. Реонизацијата беше промената од страна на Советот на општина Штип. Потоа со акцијскиот план беше предвиден и превоз на учениците роми до останатите основни училишта на територија на општина Штип, нормално бесплатен превоз, со кој што тие би се сместиле во оделение во кое што доминантно население би било македонското население. А исто така од ова година се предвидуваат и одредени мерки кои што се уште се во фаза на анализа од аспект на позитивна дискриминација на овие ученици, значи имплементирање на мерки во училиштето Гоце Делчев кои што би биле супериорни во однос на мерките и условите кои што ги имаат учениците во другите училишта, со цел да привлечеме повеќе ученици овде во ово училиште и со цел да ги мотивираме македонците, но и ромските ученици да останат во ово училиште. Дека се работи на условите во основното училиште Гоце Делчев со цел задржување на учениците овде, зборува и фактот дека на последното доделување на награди на првенци на генерации, 3 од 4 добитници на награди беа од ово училиште.